Председателката на Дом Лилијана Поповска по референдумите против отворањето рудници за злато и бакар побара да запрат сите постапки за издавање на концесии за експлоатација на минерални суровини и да се одржи седница на владата на оваа тема пред локалните избори. Дом смета дека по серијата референдуми против отворање рудници за злато и бакар во југоисточна Македонија, време е владата да направи решителни чекори во борбата против загадувањето од рудниците. При тоа напоменува дека со резолуцијата на Европскиот парламент од 5 мај 2010 година е утврдена општа забрана за користење на лужење со цијанид во Европската Унија, како резултат на 30 големи еколошки катастрофи во последните 25 години во светот. Оваа резолуција, сметаат во Дом, не е земена предвид при одлучувањето за рудниците Казандол и Иловица. Исто така, според Дом, издавањето на концесии за истражување на минерални суровини на 370 локации, односно на 10.000 хектари, што е 40% од територијата на Македонија, е во спротивност со просторниот план на Македонија од 2004 година, според кој не се предвидени рудници на територијата околу Казандол и Иловица, туку земјоделие и лесна незагадувачка индустрија. За Дом, ваквите концесии се во спротивност и со Законот за животна средина, поточно уредбата за стратегиите и програмите, вклучувајќи ги и промените на тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително се спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето.